че според наши информации во текот на ноќта, додека полицијата наместо институциите го чуваше митингот на ДПМН, е ограбена поштата во центарот на Битола. Не тврдиме дека тоа е намерно, но симптоматично е дека пред секои избори, откако ДПМН е на власт, се крадат поштенски пари. И тоа станува практика. Ова е уште еден доказ дека власта, како локалната, така и централната, треба да се оди што е можно поскоро. После 8 години власт, потрошени 200 милиони евра, илјадници нереализирани, а напишани ветувања, градоначалникот во заминување Владимир Талевски продолжува, како никој од нас да не памети што се зборуваше во изминатиот период, да ни нуди исти проекти, исти лажни надежи, исти препишани ветувања од пред 4 и од пред 8 години. Продолжува упорно да ја подценува интелигенцијата на граѓаните и во неговите приоритети пишува дека ќе го финишира мостот кај Црмост, кој 4 години не успеа ни да го започне. 4 години тој мост влегуваше во сите развојни програми, но на крај секогаш исчезнуваше од истите со смешна аргументација, дека тендерот не успеал, дека никој не се јавил, дека нема фирма која може да гради мост и слични образложенија во кои никој не верува. Господине Талевски, не може да се заврши нешто што не сте го започнали. Може да се заврши нешто што започнало, а вие поставивте само тараби и една табла на која нацртавте мост. Ако сакавте да го завршите, логично ќе беше првен да го започнете мостот. Ве подсетуваме дека со 200 милиони евра можевте да изградите не еден, туку неколку мостови. Ама вие не изградивте ништо. Со 200 милиони евра можевте да ги реконструирате сите мостови во градот. Ама вие не ставивте ниту една шајка, ниту една нова ограда, ниту една реконструкција. А пари имавте многу. 8 години имавте да покажете се што знаевте. 8 години управувавте со градскиот буџет. 8 години ги трошевте нашите пари. 8 години зборувавте за подобра и поубава Битола. Но граѓаните знаат дека 8 години на власт е цела вечност и дека вие повеќе нема што да покажете. Ве уверуваме дека од вас рад се кренале и вашите сопартници, кои на почетокот тивко, но сега веќе се погласно се откажуваат од вас. Сојузот за иднината ви порачува дека нема да ви успеат никакви заплашувања и притисоци кон граѓаните. Нема да ви успее да го наметнете стравот, бидејќи работата е отиде напредалеко и враќање назад нема. На 24-ти ние победуваме, а Битола ќе го врати и добие сјајот кој го заслужува.